Чест ми е што денес присуствувам на самитот на лидери на Советот на Европа. Овој самит доаѓа во еден исклучителен момент кога фундаменталните вредности на кои што почива Советот на Европа, а тоа се демократијата, владењето на правото, посебно на меѓународното право, заштитата на правата на луѓето се доведени во прашање после воената инвазија на Русија врз Украина. Северна Македонија како земја која што секогаш ги негувала и која што секогаш се застапувала за овие фундаментални права е дел од овој самит и јас ќе учествувам во дебатата утре, како и на округлата маса која што е на тема токму на владењето на демократијата, напредувањето на демократијата, меѓутоа и начинот на кој ќе помогнеме на Украина да се избори за својата слобода, за правото на самоопределување на граѓаните на Украина, да имаат своја држава која што ја уредуваат според нивните демократски принципи. Северна Македонија како примерна држава за стабилност, која е членка на НАТО, која што е председаваш со ОПСЕ, земја која што од корисник на мировни мисии денес представува земја во која што сме домаќини на преговори помеѓу други држави. Има што да каже. Утре и ќе ја потпишеме декларацијата која што се однесува токму на поддршката на Украина, како и анексите во однос на оваа декларација. И секако дека ние сме еден од примерите кои што покажуваат дека владењето на демократијата може да се унапреди. Еден од тие примери дојде и пред кратко време, а тоа е напредокот од 18 места на листата на држави според слободата на медиумите. Денес сме држава која што е 38 во светот според слободата на медиумите. Тоа е нешто што постојано го напредуваме и сметам дека ние со нашето залагање и со нашето учество овде секако дека допринесуваме кон мирот во Европа и кон напредувањето на демократијата и владењето на правото и секако заштитата и унапредувањето на правата на граѓаните.